па видете да ги направиме уставните измени најдобрите види. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Има стагнација во неколку области, знаеме сите, и тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата, и затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму, и сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, додека пак во сите други области има одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар. Инаку не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас. Например, ние сме многу пред Албанија, условно кажано, дури во 8 области сме пред Албанија, иако некои од еврокомесарите даваат такви изјави какви што дава. Така што кога ќе се анализира состојбата на државите кој е спремен, кој не е спремен, објективната оценка е дека Црна Гора е прва, второто место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму. Земјиве во регионот зборувам сега, не зборувам за друго, но треба да работиме и ќе работиме.